Здраво на сите и добре дојдовте во мојот нов влог. Во денешниот влог ќе гледате еден обичен мој ден, како и двата влогови претходни. Денес добив порака дека ќе има невреме во Германија. Моментално е 12:30. Тоа невреме се најавува за околу 2 часот. Па затоа ќе видиме што ќе се случува. Сега ќе ви прочитам пораката. Значи вака. Јас поракава ја преведов на Google Translate, беше напишана на германски, звучи вака. Јасна закана по живот или имот. Во текот на попладневните часови некои силни штетни грмотевици ќе се движат од запад кон исток. Се очекуваат големи зрна град со диаметар до 5 cm. Покрај тоа може да се очекуваат и врнежи од дожд слични на бура. Се очекуваат екстремно голем град со диаметар над 8 cm и налети на ураган со брзина од над 120 km на час. Екстремно лоши временски услови во заграда. Комбинацијата од овие налети на ветрот и големиот град представува висок ризик од штети врз луѓето, инфраструктурата и природата. Понекогаш силните грмотевици ќе се движат кон исток во текот на првата половина од ноќта. Значи ова се однесува за цел ден, ама почеток е 14 часот. Денеска требаше да ја косиме тревата. Ништо од тоа. Сега се пиеме кафе и го чекаме невремето, да видиме дали вистина е толку страшно. Ја стварно не можам да верувам, месец јуни. Иначе да ви кажам, почнавме да го гледаме Night Agent. Прекрасен филм, можам да кажам. Според тоа што го гледаме и Blacklist, уште неколку епизоди ни остана, започнавме да го гледаме Night Agent, затоа што многу пределози гледав на Инстаграм, скоро сите го гледаат. Можам да ви кажам дека е преубав филм, доколку сакате такви, пример, акција. Појадок. Ова јајце малце ми се растуре, но гледајте ги овие 3. Моментално е 2 часот. Небово е чисто. Сега има тука мрежа, не знам дали гледате убаво, но најавената бура или невреме се уште не е стигнат. Не изгледа како да ќе има дожд. Завршив со работа. Сите цвеќина што гледавте дека ги ваде во претходниот влог, сите ги внесив внатре, столиците, масите, се апсолутно тргнав настрана, нели за невремето. Мислам дека е сериозно, не е така како што јас се зафркав, затоа што сите гледам дека трчаат, прибираат коли, прибираат се од дворовите и така натаму. Сега одам уште на брзински да се стуширам и се спремам за на работа. За среќа, денес нема да бидам сама, ќе биде Филип со мене. Поради лошото невреме се очекува дека нема да има многу гости и дека сите скоро ќе останат дома, но сепак ќе видиме, ќе ви известам. Затоа нема да го завршам овој влог, туку ќе ви чувам цел ден за да видиме што ќе се случува. Еве каде ги преместив цвеќината. Време е во надвор, се уште во ред. Видете моја кола како е изврзана. Да. Само да ви снимам малце и да ви кажам, да ви известам, затоа што тоа ви го должам. Невреме немаше. Јас сум моментално на работа, цел ден чекавме невреме, немаше. Воопшто никакво невреме. Само малце заврна дожд, сега е веќе затемнето, невреме немаше. Многу ми е страм што само јас ја завиткав колата така и мислам дека сега изгледа смешно.
Ја завршив со работата, не стигнавме дома. Само сакав да ви раскажам дека никакво невреме немаше. Сега се дојдовме и ја, како да кажам, ги тргнахме сите тие крпи од колата, што ми беа ставени од град. Немаше никакво невреме, иако сите беа исплашени, искрено. Сите беа исплашени во смисла многу луѓе се јавува и прашува дали во Ален има невреме, посебно од овие постарите луѓе, знаете, кои што следат метео. Така да ништо. Се надевам дека вака ќе остане времето и цела ноќ. Се надевам дека нема да има никакви промени. Моментално е 1:30 и нешто часот. Јас го одјавувам овој влог, иако беше краток, се надевам ви се допадна. Со цела оваа возбуда што ќе се случи, што нема се случи. Искрено сите бевме замислени, но го поминавме овој ден. Ви благодарам на сите што гледате моите видеа. Се надевам ви се допаѓаат. Слободно пишете ми во коментар ако сакате нешто да променам или имате некоја идеја што сакате да ви снимам. Јас ќе се потрудам тоа да го остварам. А ние се гледаме во моето следно видео. Чао! Знам дека ме гледате лошо, но заборавив да кажам, утре снимам нов влог. Ќе купувам некои намирници, ќе правам нешто. Се надевам нема да испадне како со сладките и со калапот. Кој што ги гледаше моите претходни видеа знае зашто зборувам. Планирам да купам некои работи, да направам нешто овие денови, да сготвам, да направам нешто благо и морам само да видам да се запишам што се ми е потребно. Затоа што многу пати ми се случува да купам се и тоа едно нешто да заборавам и после не можам ништо да направам. Знам дека ви се случува многу и на вас. Ми треба некој рецепт за многу добра торта. Мислам, многу добра, да не биде само на изглед, да биде и вкусна. Јас разгледував некои торти што сакам да ги направам. Гледам дека многу луѓе ја прават таа чизкейк со кремот фастак. Јас искрено да видам не знам дали би можела таква торта да направам, но знам сигурно дека би можела да направам торта со фил, тоа сум сигурна. Па затоа ќе видам, треба да размислам. Имам време да размислам до утре. Доколку имате некој специјален или љубав рецепт, слободно пишете ми на имейл, на Инстаграм, на Фейсбук, во коментар, каде и да сакате. Или пратете ми линк. Јас би сакала да биде се објаснето, затоа што малце сум послава со торти и благи работи, па така да не загрешам нешто. Баш ми е многу важно. Сакам тоа да ми успее. Доколку најдам соодветен рецепт или доколку вие ме инспирирате, јас ќе ви снимам. Се гледаме утре. Чао!